Премиерот Христијан Мицкоски ќе патува во Приштина, каде што ќе учествува на меѓународна конференција организирана од Меѓународниот републикански институт и Националниот демократски институт. Според најавите, Мицкоски ќе има обраќање во рамките на панелот на тема политичките партии и нивниот ангажман во јавната политика. На настанот ќе присуствуваат и други високи представници на политичките партии од регионот, како и реномирани меѓународни експерти. Настанот е дел од пошироките активности за зајакнување на демократските процеси и политичката стабилност на Западен Балкан. Со изложба на ракописи, книги и фотографии, денеска во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски беше одбележана 150 годишнината од раѓањето на Крсте Петков Мисирков. Настанот беше организиран од повеќе државни институции, кои ја истакнаа важноста на делото на Мисирков во развојот на македонската национална свест и литературен јазик. Трудот за македонските работи е значаен како прв обид за кодификација на македонскиот јазик и како основа за македонската културна автономија. На одбележувањето присуствуваа представници на академската заедница, културни работници и државни функционери. Во своите говори, тие истакнаа историската улога на Мисирков како визионер кој се борел за признавање на македонскиот јазик и идентитет, во време кога тие биле под закана од асимилација. Оваа годишнина е потсетник за неговиот непроценлив придонес во македонската историја и култура. Мал приватен авион се урна вчера во близина на Љубљана, при што загинаа тројца патници. Според првичните информации, авионот, кој бил на панорамски лет, се срушил во шума веднаш по полетувањето. Еден од загинатите го добил овој лет како роденденски подарок, што трагедијата ја прави уште потрагична. Словенечката полиција и тимови за спасување веднаш реагирале, но за жал немало преживеани. Инспекторите на терен ја истражуваат причината за несреќата, а сведоци изјавиле дека авионот одеднаш изгубил висина и се урнал со голема брзина. Авионот бил во сопственост на приватна компанија која нуди панорамски летови низ Словенија. Летот бил планиран како кратко уживање во пејзажите, но се претворил во кобна несреќа. Најмалку 11 лица загинаа, а повеќе од 20 се повредени во воздушен напад врз градот Суми, Украина, извршен од руските сили. Локалните власти информираат дека меѓу загинатите има и цивили, а бројот на жртвите може да се зголеми поради тешките услови за спасување во разорнатите области. Нападот предизвика значителни материјални штети, оставајќи многу жители без електрична енергија и неопходна инфраструктура. Овој напад доаѓа во критичен момент, веднаш по одлуката на претседателот на Соединетите Американски држави, Џо Бајден, да дозволи Украина да користи ракети за удари на руска територија. Аналитичарите очекуваат оваа одлука да предизвика остра реакција од Кремљ, кој веќе предупреди на сериозни последици доколку се засилат нападите врз Русија. Ситуацијата дополнително ја заострува тензијата во регионот и го зголемува ризикот од поширока ескалација на конфликтот. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун издаде наредба за засилување на воените капацитети на земјата, нагласувајќи дека е неопходна подготовка како за војна. На состанокот со високи воени представници, Ким изјави дека треба да се зголемат производството на оружје и воените вежби, за да се одговори на зголемените безбедносни предизвици во регионот. Според државните медиуми, овој потек е насочен кон зајакнување на одбранбените способности во услови на зголемени тензии со Соединетите Американски држави и Јужна Кореја. Овие најави доаѓаат во време кога регионот е веќе под притисок поради зачестените воени вежби на Соединетите Американски држави и Јужна Кореја, кои Пјонгјанг ги смета за провокација и закана за својата безбедност. Северна Кореја, која во изминатиот период изврши низа ракетни тестови, сега планира дополнително да ги зголеми своите офанзивни капацитети. Меѓународните наблюдувачи стравуваат дека оваа милитаризација би можела да предизвика натамошна ескалација на тензиите во Источна Азија.